Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во видео лекција за Питагорова теорема. Да се потсетиме. Страната која се наоѓа спроти правиот агол и е најдолга кај правоаголен триаголник се нарекува хипотенуза, а страните кои што го формираат правиот агол се нарекуваат катети. Една од најстарите и најважните теореми во геометријата и во математиката генерално е теорема на Питагора. Таа ја поставува врската помеѓу должините на правоаголниот триаголник и гласи: квадратот на хипотенуза е еднаков на збирот на квадратите на катетите, односно а на квадрат плюс б на квадрат е еднакво с на квадрат. Древните египтјани секојдневно го користеле правоаголниот триаголник со страни 3, 4 и 5, кој е познат како египетски триаголник и за него важи равенството 3 на квадрат плюс 4 на квадрат е еднакво 5 на квадрат, односно 9 плюс 16 е еднакво на 25, што знаеме со сигурност дека е точно бројно равенство. Ајде да се увериме во тоа. Правоаголниот триаголник е составен со катета 3 и над неа може да конструираме квадрат со плоштина 3 на квадрат, односно 9 единични квадратчиња. Над катетата со должина 4 може да конструираме квадрат со плоштина 4 на квадрат, односно 16 единични квадратчиња, а пак над хипотенузата 5 може да формираме квадрат чија плоштина е 5 на квадрат, односно 25 единични квадратчиња. Жолтиот квадрат можеме да го преклопиме со зелениот квадрат. Односно, 9 од зелените квадратчиња можеме да ги избоиме жолто. Сега треба да пробаме некако црвениот квадрат дали можеме да го сместиме во преостанатите зелени квадратчиња. Првен земаме 8 од црвените квадратчиња и преклопуваме зелените квадратчиња. Ни останаа уште 8 црвени квадратчиња. 6 од нив ги ставаме веднаш до жолтиот квадрат и ни останаа 2 црвени со кои можеме да ги преклопиме двете зелени квадратчиња. Со ова покажавме дека а на квадрат плюс б на квадрат е еднакво со с на квадрат. Сега да разгледаме неколку решени примери. Пример 1. Пресметаја должината на хипотенузата на правоаголниот триаголник чии катети се 5 см и 12 см. Дадено ни е дека А е 5 см и Б е 12 см. Од Питагорова теорема имаме а на квадрат плюс б на квадрат е с на квадрат, или во нашиот случај с на квадрат е 5 на квадрат плюс 12 на квадрат, односно с на квадрат е 25 плюс 144, од каде што следува дека с на квадрат е 169, односно хипотенузата С е 13 см. Правоаголен триаголник со страни 5, 12 и 13 е познат како индиски триаголник. Пример 2. Ако едната катета е 12 см, а хипотенузата 20 см, пресметаја должината на другата катета. Во оваа задача дадено ни е дека А е 12 см, хипотенузата С е 20 см и ни се бара катетата Б. Питагоровата теорема гласеше а на квадрат плюс б на квадрат е еднакво с на квадрат. Ако изразиме б на квадрат од претходното равенство, добиваме дека б на квадрат е с на квадрат минус а на квадрат. Ако замениме за с 20, а за а 12 см соодветно, добиваме дека б на квадрат е 20 на квадрат минус 12 на квадрат, односно дека б на квадрат е 400 минус 144, од каде што за б на квадрат добиваме дека е 256. Од тука следува дека должината на катетата Б е 16 см. Пример 3. Велосипедист првин возел 10 км на север, потоа 24 км на исток, а потоа по најкраток пат се вратил на почетната позиција. Колку вкупно километри поминал велосипедистот? Ако ја скицираме патеката што ја поминал велосипедистот, добиваме правоаголен триаголник. Едниот крак е 10 км, вториот крак е 24 км,
а хипотенузата ќе ја означиме со x. Од Питагорова теорема добиваме дека хипотенузата x на квадрат е еднакво a на квадрат плюс b на квадрат. Ако замениме за a 10, а за b 24 соодветно, добиваме дека x на квадрат е 10 на квадрат плюс 24 на квадрат. Од каде што x на квадрат е 100 плюс 576, односно x на квадрат е 676. Од тука добиваме дека хипотенузата x има должина 26 км. За да одговориме на прашањето колку вкупно километри поминал велосипедистот, треба да го пресметаме периметарот на овој правоаголен триагол. Периметарот, како што знаеме, се пресметува по формулата L е еднакво на A плюс B плюс C. Ако ги собереме сите должини на овој правоаголен триаголник, 10, 24 и 26 км, добиваме дека периметарот на нашиот правоаголен триаголник е 60 км, односно нашиот велосипедист поминал вкупно 60 км. Пример 4. Даден е рамнокръг триаголник со краци 10 см и висина 8 см. Пресметаја должината на основата. Ако направиме скица, јасно можеме да видиме дека висината ја дели основата на два еднакви дела и при тоа со основата формира прав агол. Ова својство важи само за рамнокръг триаголник. Ни се формираа два правоаголни триаголници кои имаат еднакви плоштини, еднакви се помеѓу себе, и на тие правоаголни триаголници катети се половина од основата и висина на рамнокракиот триаголник, а хипотенуза е кракот на овој рамнокръг триаголник. Од Питагорова теорема имаме дека а половина на квадрат плюс 8 на квадрат е еднакво на 10 на квадрат. Односно, ако ја изразиме непознатата величина, имаме дека а половина на квадрат е еднакво 10 на квадрат минус 8 на квадрат. Ако ја извршиме дадената операција степенување, добиваме а на квадрат врз 4 дека е еднакво на 100 минус 64. Односно, а на квадрат врз 4 дека е 36, од каде што следува дека а на квадрат е 36 помножено со 4, односно а на квадрат е 144. Конечно, можеме да кажеме дека основата на нашиот рамнокръг триаголник А е еднакво на 12 см. Пример 5. Најди ја должината на страната А на ромб со диагонали. D1 е еднакво на 2 корен од 5 см и D2 е еднакво 4 см. Доколку направиме скица, можеме убаво да видиме дека диагоналите на ромб се преполовуваат, ова е својство што треба да знаете, и диагоналите на ромбот се сечат под прав агол. Со ова диагоналите го делат ромбот на 4 еднакви правоаголни триаголници. На тие правоаголни триаголници катети се половини од диагоналите, а хипотенуза е страната А на нашиот ромб. Од Питагорова теорема имаме дека А на квадрат е еднакво на D1 половина на квадрат плюс D2 половина на квадрат. Ако замениме за D1 2 корен од 5, а за D2 4, тогаш добиваме дека А на квадрат е 2 корен од 5 половина на квадрат плюс 4 половини на квадрат. Од тука следува дека А на квадрат е корен од 5 на квадрат плюс 2 на квадрат. Односно, А на квадрат е 5 плюс 4, а тоа е еднакво на 9, од каде што следува дека страната А на ромбот е 3 см. Пример 6. Даден е правоаголник со страна 6 см и диагонала 10 см. Определи ја должината на другата страна на правоаголникот. Ако означиме страната А да ни е непозната, страната Б да е 6 см и диагоналата D да е еднаква на 10 см,
Од скицата гледаме дека се формираат два правоаголни триаголници кои се еднакви помеѓу себе. Краци на овој правоаголен триаголник се страните А и Б, а хипотенуза е дијагоналата Б. Од Питагорова теорема имаме дека А на квадрат плюс Б на квадрат е еднакво D на квадрат. Ако ја изразиме непознатата А, добиваме дека А на квадрат е D на квадрат минус B на квадрат. Доколку замениме за D 10 cm и за B 6 cm соодветно, добиваме дека А на квадрат е 10 на квадрат минус 6 на квадрат, од каде што А на квадрат е 100 минус 36, или за А на квадрат добиваме дека е 64. Конечно, за страната А на правоаголникот добиваме дека е 8 cm. Ви благодарам на вниманието и до гледање.